nešto konkretno. Добре ми дојдовте во уште една епизода на Нешто конкретно. Ако сте од оние кои што сте си рекле, камо да можам јас да живеам по мои правила, тогаш оваа епизода е за вас. Затоа што денеска ќе ги прашам моите гости кои што живеат по свои правила, дали за да живеат како што тие сакаат, треба да имаат многу пари или многу ум. Или пак сепак отсуството на срам е клучот на успехот. Денеска ќе зборуваме со оние кои одбираат да не го слушаат системот и вревата, туку да ја следат својата идеја. Оние кои им пркосат на негирањата и советувањата и одлучуваат да тераат по свое. Па затоа ќе ги прашам, дали за да терате по свое, треба да имате многу храброст или сепак треба да сте и малку луди? Да имаше индијанско име, ке го крстеа и ми го продолжи животот. Со својот хумор, својата духовитост, досетки, мами насмевки на луѓето и разубавува денови. А дали и животот си го тера на смеа на шала, ке ни каже Стефан Николовски. Тој е наша светски, доаѓа од нашата мала земја, но е со голема визија. Признанија за неговите успешни креации добива од балканските и светските звезди, а потврда оваа година стигна и со учеството на Париската модна недела. Дали точно знае колку вреди и каде сака да стигне, ќе ни каже креаторот Златко Јовановски, JZJ. Таа е музичар која со својата гитара можете да ја сретнете низ Скопје како улична уметница. Настапувала и низ локалите, ама нема баш убаво мислење за некој од газдите. Своите ставови не се плаши да ги искаже, а колку се плаши од осуди и негирање, ке ни каже Јана Гигова. Таа е од популарните луѓе на новото време. Стана позната благодарение на TikTok платформата, каде има 101.000 следачи. Беше учесник во задруга и се чини дека е вистински пример на тоа дека кучињата лаат, а караванот си врви. Дипломиран економист е, има 23 години. Моника Станојкова. Добре ми дошле, драги гости. Добро ве најдовме. Дали сте храбри или сте малку луди? Ја мислам дека комбинација и од двете. Така? Мислам дека тоа е исто. Исто, а? Па, ајде ќе го разгледаме. Ќе го разгледаме. Добро. Моника? Согласувам и јас. Мислам дека треба да има комбинација од двете за да може да се постигне целта. Добро. Стефан, ти ми дојде сам или колку луѓе ми донесе со тебе? Со мене секојаш си носам јас. Во мене уствари. Да, си ги носам, 7-8 има секојаш што се тука, по џеповите. После, ако сакаш и други, може до паркинг се они ме чекаат. Мајцава против уроци. О, да. Дека имам плави очи да те урачам? Да, значи многу комплименти ми даваш кога ќе доам секојаш и се си реков една наопаку ќе си облечам и видиш се пере на рака пишува. Значи да не се зафркне некој да стаи у машина, не дај Боже. Да. И да, супер. Тука пупу имаш? Пупу си имам, да, за обележано е кај да си поплугаш. Добро. Огледалцата таму има точно 99 огледалца на твојот аутфит. Точно на сите 99 ја ако се видим, ќе видим една совршена личност, ако се видим и у големо огледало, пак ќе видим совршена личност, така да никогаш доста од огледала, а ја немам 100 за да биде поинтересно да биде 99. Така. За да прашаме зошто нема 100. Да ти се огледало. Нормално. На душата и тоа е. Добро, кога сме веќе кај стотката, да кажам дека Моника има 101.000 Да. следачи на TikTok. TikTok. Така? Да. Како ги доби тие следбеници? Па, со труд, не се Добро, што е купени. тоа што им нудиш на своите следбеници за да имаш толкава публика? Па, мислам дека на луѓето им е занимливо тоа што сум различна, што не се уклопувам баш со тоа што го кажавте во денешниот систем, што можам да понудам нешто што не е секојдневно. И тоа уште на самиот почеток е така и ден денес така го представувам. Добра, што е тоа што им нудиш? Им нудиш некаква содржина, не знам каква Па е не, содржина. конкретно јас не снимам... Или себе си се представуваш Да, се сам? представувам себе си, како го поминувам моето секојдневие, како јас живеам. Прашувам еве и ние да добиеме 100.000 следбеници и Да. нас ни фалат со Стефан, да знаеме како. Има 60?
85. Ти си добар. Виско сум ја, почнувам веќе да го рушам системот, да ти Така, кажам. добар си, добар си. Да, не тоа ми е од скоро сега, од пред месец дена јубилејна стотка. Така, добро. Сега, заради тоа што беше и дел од задруга, веројатно имаш и од таму Да, следбеници. да, па отпосле. Отпосле. Добро. Јана, ти имаш 32 години? Да. Извини, ги кажав годините, ти имаш 23. 23, да. Ти колку имаш? 29. 29. Дали ми треба ботокс или не? Тоа е прашањето, да. 24. 24, добро. Океј, не кажем ја колку имам. Јана, некаде прочитав дека немаш ниту еден ден работен стаж. Така? Не. Имаш? Веќе Немам, имаш? немам. Немаш? Не прочита, туку беше во подкаст кажано тоа, баш го интересираше другар ми дали имам стаж. Немам, не. Кажав дека ќе имам стаж во моментот кога ќе отворам своја фирма. А зошто досега не си се вработила некаде или не си работела? Па не, сакам да бидам мое. Затоа. Не, мислам, а и немам потреба затоа што моментално со тоа што го правам имам окей приходи и не ми треба здравство затоа што си плаќам доктор. Од пензиско не намеравам од пензија да живеам, имам други планови и така. Добро, значи одиш сосема контра системата. Тоа е контрасистем. Тоа е контрасистем, значи. Да. Мислам и да имам стаж, не би намеравала да се ослонувам на пензиско осигурување, да речем. Тоа не знам, едноставно немам добро чувство за тоа. Добро, вие сте вработени? Прашање вам се као во Ја завод. немам стаж ни еден ден. Ете. Стварно немам. Добро. Јас сум само вработен, од 18 години имам основано моја фирма, мој ателје, сега мојот ателје брои други вработени, така да е многу голема одговорност, но е многу големо и задоволство кога си собственик на својот бренд и на своето име. Свој газда нема. Сам свој газда, Сам добро. свој газда. Моника, како е кај тебе? Јас имам исто така свој бренд од пред година и пол, така да тоа е моментално. Иначе сум дипломиран економист, па во иднина планирам да работам нешто во врска со тоа. Мислам, не го оставам ова Вие сте јавниот се живот, али приватњаци. да. Да, па добро, и Јана е човек фирма, иако не е напишана нели Пак е на. приватњак. Да. Па, да, јас како дивљак се рачунам во Македонија, добро. Затоа што Тоа не звучи убаво. Па не, мислам на диво работам, затоа што не можам да се пријавам никаде за тоа што го правам моментално. Единствен начин е да си отворам фирма или да бидам пријавена како трговец поединец. Па трговец поединец. Да, сега имам во процес нешто друго, па не, затоа не одам на трговец поединец. Зашто ќе отворам нешто свое што е поврзано со Што не е трговец. Па не, искрено повеќе е поврзано со неговата уметност, тоа што ми е во тек. Што ќе рече некој политичар на темава за муабетов, а? Не знам кој. Значи, а Пасиев ти е она врв кога кажува дека... Не, он би ти кажал, ова ти е класичен капитализам. Значи, ти четворица си викнала, сите приватњаци. И државата не треба ни пензиско, ни ништо. Не, оке. Јако зборувам кантитропа. Добро е? Да си пази. Работете си сите. Добро. Твојата последна колекција која што беше во Париз се викаше Нарцис. Точно. Така, сега. И Моника исто така вика за себе дека е нарцис, така ли? Да. Тоа е добра карактеристика да бидеш нарцис. Па, според мене да. Мислам, кога е во граници на нормала. Моето не е во граници на нормала, али ја мислам дека ако не се сакаш и поштуваш самиот себе, нема никој да го прави тоа, така да моето е малце претерано, али јас си распознавам според тоа. Ме препознаваат поради тоа што сум преголем нарцис, имам преголема љубов спрема себе и се што го правам. Јас сметам дека подобро да си искрено нескромен, него да си лажно скромен, така да е супер кој ти се сакаш прво себе си, па после ќе ги сакаш и другите. И сметам дека секој успешен човек мора да биде прво самобендисан, прво да има многу високо его и мора прво да многу верува во себе и во тоа оно што го прави за да еден ден успее. Ако ја не верувам у себе, ако ја не верувам у себе и у тоа што го правам и мојот производ, како да го продадем ја тој производ? Од друга страна, ако ја презентирам вау и сеткавам мода нешто што е украсно и нешто што е што остава утисок, како ја да бидем скромен, како ја да се облакам скромно. Тоа ти е исто како на пример газдата на Порше да вози Форд, мислам едноставно не иде. Така да исто и у модата, исто и у било која дејност
прво мора да бидеш самовендисан, прво мора да веруваш у себе, у тоа што го правиш, а тоа дали е нарцис или не знам, но е стварно кој ќе се види огледало, гледам една совршена личност која што и фали само неколку милиони и малку поќе коса. Добро. Ти, Стефан, што гледаш во огледалото? Ми фалат само 5 милиони коса, имам таман, окей, не Затоа сум ти малку љубоморен. Гледаш ли? Па гледам, се гледам огледало. Да. И што си викаш? Па си викам. Сува лепота. Мајсторе. Мајсторе оди од теретанова, не ми го више. Мислам, теретаната беше уште во минатата емисија. Да, гледаш тоа ти ветив, реков Снежи, ке тргнав, теретана, тргнав кикбокс, ослабе. И те фатија уроци. И ме фатија уроците, леле, шубав си и ајде. Так, се Мислам дека поинтересен сум вака. Се тешам. Бајде. Добро, немој само многу. Здрава тежина е тоа. Да, тоа се дневни Ова пат осцилации. слушам здрава 10 кила тежина. горе, 10 доле. Има граници кои што се здрави и сега реално битно е да ти е добро здравието. После тоа да, е Сега друго. тука нормално. кај што сме вика тука приметив на некои представи дека нешто што претходно не ми беше проблем, сега почна да ми биде. И веќе сум пошто јас сум од стравот може да направам нешто. Така, затоа- Ја сам да се натерам, нема да се натерам. Затоа таму сме ги ставиле кашкавачињава да не ја. Знаеш, со Гоцки таму видов натака. ги видов, ама окей, нека ги таму, нека си стои на таа страна. И на тема нарцис, Јана, што мислиш за оние кои што се чувствуваат како нарциси или се однесуваат како нарциси? Сметам дека егото е многу деликатна ствар и поготово уметници или луѓе кои што се занимаваат со јавна работа мораат да имаат малку поизразена личност и сакале или не ќе се представат како нешто повеќе од тоа што внатре у себе се осеќаат дека се е да речеме. Многу често го имаме тоа со уметниците како проблем затоа што они почнуваат да веруваат дека се таа инфлатирана верзија од себе. И тоа е малку нездраво. Знаеш, али иначе вака додека си свесен дека е тоа една фасада, е окей. Па ја не ми рекол дека е тоа фасада, но сметам дека е тоа секој од нас има свој алтер его. Има личност која што е за работа, односно личност која што е за на телевизија. Треба да знаеме дека јас зборим за себе како дизајнер. Снежа не викнала адвокат ниту полицаец у емисија, туку го викнала дизајнер. Сметам дека треба да личим дизајнерски исто секоја емисија. Од друга страна ја не сум спикер на вести за да секој ден бидам у телевизија и да носим бела кошулја, него морам да носим различно нешто за да луѓето кои што гледаат телевизија фино да ме запамтат, зашто јас сум на телевизија еднаш месечно, не сум секој ден. Да, и си бренд. Треба да бидеш бренд. Да, и треба да оставиш утисок за да луѓето те запамта по нешто. Да, точно. Така, сакаш нешто да додадеш на тимава? Па не, Не? нема моментално ништо. Јас си стоам при своето и тоа е тоа. Добро, ти кога се снимаш, сето тоа го правиш, значи вистинската си ти или некогаш знаеш и да одглумиш нешто да направиш заради публиката, да предизвикаш Да, внимание? маркетинг мора да има секако, но 90% од времето сум тоа јас, бидејќи јас го снимам целото секојдневие. Тоа е еден мој вид на контент. Nije lako, ali je jako. Така ли? Добро. Да. Се гледа дека била во Србија. Da. Научила добро. Ајде сега, јас ќе ве замолам ви да ми давате по еден одговор, а потоа заедно ќе заклучиме. Значи ви поставувам прашање со два избора, давате еден одговор, па потоа заклучуваме. Значи, дали за да живееш по свое треба многу инает или многу упорност? Едно одбираш, па после ќе сублимирам. Од мене тргал. Да. Инает или? Упорност. За да живееш по свое? Па, зависи, ама упорност мислам. Упорност? Ти што мислиш? Упорност. Дефинитивно упорност. Upornost, da. Упорност. Ништо за инаетот? Pa ako veke moram da biram, a inaku двете. Види, упорноста може да ти донесе резултат кој што го сакаш. Инает без постигнато нешто или его без постигнато нешто е безобразно. Да, точно. така? Да. Многу паметно беше ова строчено, скроз го потпишувам, се слажам. Да, па. Се согласуваме сите. Добро, окей. Дали за да живееш по своји правила треба да имаш многу пари или многу ум, Златко? Од тебе почнува. Многу ум. Прво многу ум, а парите после ќе се дојда. Ги чекамо. Јана, ти што мислиш? Дали за да имаш За да живееш по своје ти требаат многу пари или многу ум? па мора од паметот да се почне. Мора од паметот да се почне, пошто што, ако немаш ти мозок, парите ќе ги потрошиш одма и нема да живееш убаво. Така, ама ако имаш по многу пари па да си направиш по своје да си живееш. Можеш да, ама јас би сепак за умот, да. Види, у денешно време се покажа дека и не треба многу ум да имаш за да направиш пари. Тоа ме буни само. Ама мислам дека имам, например, сум запознал луѓе кои што немаат
пари, ама се доволно паметни да знаат како да си живеат така како што им е најубаво. Така што мислам дека умот е треба тоа да го имаш за да живееш по свој правила. Ти обично тоа важи. Ја да имам толку и толку пари да видиш како знам. Не знае. Да, ама од друга страна треба да знаеме дека и ние овде смо наредени 5 луѓе, сите од нас имаме одредена сумата, карикирам, 10.000 евра, секој од нас различно ќе ги инвестира, секој од нас различно ќе добие, секој од нас различно ќе си купи што го исполнува, а некој може само ќе ги чува. Некој може ќе добие 100.000, некој се ќе ги изгуби. Така да не значи дека секој со истата сума исто би функционирал и не треба исто да функционира, а од друга страна и морам да додадем дека не секој е за многу пари да има, заради тоа што не секој е паметен за да биде богат. Така. Точно. Сега ти согласиш со него. Имам еден другар, му вика на пријателче наше, он вика леле да имам 1.000.000 евра, брат, ќе ти ги дам 1.000.000 евра, на Челси ќе ги ставиш. Значи нема како џабе кога не знаеш. Да, точно. Моника, парите или умот се е приоритет за да живееш по своја? Умот, дефинитивно. Бидејќи јас кога почнав, не сум почнала со некоја голема сума на пари, јас сега имам направен огромен бренд од моето име, така да дефинитивно ум. Така, и си заработуваш врз основа на твоето име? моментално заработувам врз основа на тоа и мислам дека може да се заработи доволно добро за да се живее само од тоа. Добро, си има купено и стан, а има 23 Зашто има години. фирма, ја не знам што бренд е тоа? Имам мој бренд на облека. На облека. Женска облека, да. Која што се продава моментално само онлайн. Добро. Супер. Ќе ни кажеш за станот? Како си собра парички? 10.000 евра? Не. Или колку парички? Не, па може толку дала капар од кај. Толчиња се 10.000 евра. Само којната ми е толку. Добро е, па добро еве. Ти велам јас. Снежа, од кога немаме куќа купено стан? Еве, кој беше купи куќа, купи стан? Ау, Не Груевски сум беше. женет. Не, Еве и да го Груевски. вратат, тоа ја не сум женет. Треба мораше женет да бидеш. Па купи куќа, врати стан. Груевски кога го правиш, ја мало дете бе, кај ќе бидам женет. Ај сега, кажи на Груевски промоцијата да ја слушнам. Па, да си купам. кој се ватам ќе го напавам, што си спеме да се ожениш ти само земи. Добро. Ке ни кажеш, Моника, за станот? Што така? Не би да улевам сега у некои такви цифри, Добро. некои толку приватни работи, али станот Не, да. меѓутоа да видиш мотив затоа што сепак 23 години и да си обезбедиш собствено место на живење, значи сепак е некако Да, успех. добро, имам тука помош од родителите, али генерално е мој станош, така да на моје име имам помош, али поголемата сума е издвоена од мене. Така, добро, тоа е супер. Тоа е тоа? Одлично, одиме понатаму. Дали за да живееш по своји правила треба да си малку лут или многу храбар? Тоа на почетокот. Ајде, кажи го сега ти. Не, ја мислам дека е исто тоа. Како е исто? Лут и многу храбар. Мислам дека И многу лут и многу храбар. Да, вака са. Според нас, кои ќе ги видиме постапките, не знам, на Илон Маск. Ние обичните луѓе ќе кажеме за тој човек дека тој е лут. Ама не мислиме дека е будала, туку мислиме Не дека будала, е лут. не, лут у позитивно Да. смисло. Лут, ќе си кажеш, не е нормално како му работи мозокот и колку е лут. Така. Во исто време, тоа што го прави он, обичен човек да не може да помисли да го направи, очо нема храброст. Што значи дека храброста кој ќе дојде до тоа ниво, ти на обичниот човек му изгледаш како лут човек. Така. Значи тенка границата. Многу е тенка, дури да нема. Добро. Ајде, твоето Ја мислење? мислим дека треба прво да си храбар, но и пред да си лут, и пред да си храбар мора да имаш многу самодоверба за да живееш по своји правила, зашто без самодоверба и без да веруваш у себе, пак ќе кажем, џабе и храброста, џабе и лудоста. Добро. Ајде, Јана, Мислам ти што дека треба мислиш? да бидеш иновативен. И да не се вклопуваш, ако сакаш да почнеш да живееш по своји правила, треба да бидеш иновативен и да, треба да бидеш многу храбар. Сега за Елон Маск мене ми личи баш на нормален човек, само што е многу работлив. Добро. Мене лично ми личи на многу нормален човек, ама добро, ја не знам колку сум нормална. Меѓутоа сам за себе кажувам, мојот мозок е вика сторм, значи бура. Да бе, цело време има глупости низ главата. Не, тоа е викам ретко кој би издржал со мојот мозок насам. Значи, Па тешко е да имаш Аспергер, да. И ја имам Аспергер и знам како му е. што е Аспергер си извинувам? Тоа што го има Елон Маск. Не знам што е. Тоа е од спектарот на аутистичен спектрум уствари. Добро. Меѓутоа е многу поблаго пореметување, не е баш, туку е различен мозок од вообичаено и тие луѓе имаат
тенденција да се зацртаат на одреден интерес и да бидат толку многу фокусирани на тој интерес до степен да се изгубат од него. Чекај, нешто не ми звучи као Том Хенкс, како се каже филмот, Форест Гамп. Има нешто со тоа детето. Тоа беше, он беше таква диагноза, таков лик. Добро. Да, малку поинако беше Том Хенкс, ама тука не. Добро да, он беше фокусиран Во на суштина, значи храброст и лудост во исто време треба да се има за да живееш по свои правила. Па Така? да, не знам каква е таа лудост, ама ако е позитивно, да. Добро. апсолутно позитивно. Да. Океј. Моника? Па јас ќе се согласам со Стефан. Ама не може дека е да се согласам со сите, дај едно твое мислење. Не, мислам дека за да бидеш доволно храбар треба да бидеш доволно луд. Тоа што Тебе како те перцепираат? Тебе кога ти речат луда ли си ти, што правиш или ти викаат браво за храброст? Па зависи, многу се поделени мислењата. Добро. Конкретно за мене се многу поделени мислењата, али стварно се согласувам со него заради тоа што мислам дека мораш да ги имаш двете за да живееш по некои свои правила. За да бидеш храбар, мора да бидеш и луд. Тоа е многу јака работа. Зошто вика зависи. Различен тип на луѓе, различно мислење ти даваат. Оние кои што се поамбициозни и знаат што сакаат у животот, ми викаат браво за храброста. Луѓе кои што не се амбициозни, кои што се навикнати на тоа што го прават, да го прават и не сакаат ништо Да, освака повеќе, комфорт ми зона. викаат ти си луд. Да. И затоа не можеш да ги кажеш твоите идеи за понатаму пред било кого. Да. Трај си, прај си. Да, тоа дефинитивно. Поготово тука некако луѓе им кажеш нешто по настрана од нормалата дека ќе Ама правиш. лудост е тоа. Одма како да сакаат да те уплашат. Не знам зашто. Да, во Париз. Пред 5 години ти да му кажеш на некој другар од улица кој што така се у комфорт зона, му кажеш ја у Париз ќе направам овако. Ја многу малку го изборев за себе дека ќе бидам еден ден звезда и дека ќе облакам светски личности, дека ќе стигнем до личности како што е Талија, Викторија Саровски, Ава Макс, Тајга и ред други у Холивуд. Мене сите ме Како те гледа? како будала лут и ненормален и од Толку. многу луѓето викаја леташ у облаци или тоа овде нема или тој нема да успее што ова е Македонија и такви некои други работи, но пак ќе кажам, ако сум се гледал сам со себе, огледало е стварно сум гледал една совршена личност и сум знаел дека ќе успеем и само на тоа сум работел. Нормално ти мораш да бидеш многу паралелно вреден, треба да бидеш многу креативен, треба додека сите други спијат, ја да не спием, додека сите имаат само 8 сата работа, имам 16 сата, 20 сата работа, некогаш спием 3 сати, некогаш спием 4 сати, паралелно сум и у Тетово еден ден у Скопје, и у Скопје, и у Тетово у ателје, и со клиенти по набавка, сето тоа ја го организирам, сето тоа ја го работам, ама сето тоа вложам многу труд и нормално дека што вика Стефан че излезеш од својата комфорт зона, да, не можеш ти да имаш голем успех, не можеш ти да живиш по свои правила, не може да имаш еден ден јахти, милиони и не знам хеликоптери или не знам што год брендирана облека и скуп шопинг ако работиш само 8 сата. Просто тоа не може. И друго, јас друго што не се согласувам кога сме више околу финансија, тоа е штедењето. Ја не мислам дека еден човек ако штеди дека подобро ќе живи. Ако еден човек штеди, ако секој месец зема иста плата, тој функционира само со таа иста плата и тоа е неговата комфорт зона. Тој еден човек мора да работа уште една работа, уште една дополнителна работа без разлика дали е 4 сата, 8 сата, 10 сата, што год, за да работа уште една за да има уште едно примање. Зошто ти од една плата да замислиме дека е тоа 500 евра и дека ти од таа една плата ако заштедиш 50 евра или 100 евра, тебе тоа нема ништо да ти смени. Но ако земеш една плата од 500 евра да замислиме, ако заработиш уште една плата од 500, таа другата може нешто да ти смени у твоето секојдневие. Така да не верувам дека вие ако сте мрзеливи дека некој ќе чукне на врата и ќе дојде да ти каже дојди да работаш. Многу талентиран и ќе ти ти си талентиран, дојди. Да. Значи ти имаш талент, меѓутоа мораш да се избориш и се уште се бориш за да те Апсолутно, видат да, што е да. талент. Па се бориш цело време со некој што е друго ниво и со друго ниво заради тоа што саѓаш више дека не играш со истата лига што си играл. Играш више на друга лига, на друга лига, извини, за да стигнеш до светско ниво и тамо да се задржиш што е можно подолго. Тоа се вика импостор синдром, тоа е најубавото нешто што може да ти се случи. Кој си речеш, ја ви припаѓам ли ја тука, нема поубаво. Значи ти си се качил погоре. Уметноста е многу зафркната работа за тоа што мора да се издржи. Значи ти уметност за да доеш до секс мора гушкање да поминеш. Значи не можеш ти Да чекај се. Апсолутно. Ама стварно, види ти како ти кажам, значи на пример кој ќе слушнат колку е платен некој актер, некој уметник за една вечер да нешто направи или за еден ден да нешто сними и викаат како бе за 40 минути му даваат толку пари. А предходната? Да, че, сега ќе ти предложам една работа. Ќе работиме во банка, например, заедно. Спремен ли си да работиме најдобро од сите што работат таму, 5 години, ама да не ни даваат плата?
Како бе, вика така, не, па толку е, брат. Затоа што овој 20 години се гушкал и сега конечно добил секс. Да, тие 40 минути, сваќаш, тоа е. Само тие 20 години тој си знае како му било. И никој не ги спомна, ја ги имам осетено на своја кожа тие години кога поминуваат и уште поминуваат у таа некоја лига што терам ја нагоре, небитно, колку луѓе може да те зафркнат, колку луѓе може да ти ветат да ништо не исполнат, колку луѓе може да ти, например, конкретно ја да дадем нешто, да дадем поклон, да дадем фустан, да тој не биде облечен, да имам вложено многу. Тоа никој не знае. Само го ја знаа моментите што е Викторија Сваровски, Италија или ред други, Vogue, Космополитан и Elle, како год. Значи сите го гледаат само шлагот и сите си викаат како он токму тама. Никој не знае што поминало претходно, но сите тие неуспеси претходно што биле не треба да ве разочараат, него напротив треба да знаете дека тоа е тоа, идемо дале. Ти си се утепала од работа уствари И само претходно- за еден експожер, Да. или тој експожер не ти го направиле. Катастрофа. Не па со тезгари, мислам, тезгари. Музика ќе почнеш да свириш како помлад, починуваат да те викаат локали и ти викаат, деме поголем локал е ова, нема да ти даеме пари или ќе ти дадат нешто ситно, ама ти ќе се појавиш овде, ќе те видат луѓе. И сега ти 20 години поминуваат и си викаш, извинете, јас Ама ја не не свирам мислам. за да ме видат само луѓе. Извините, ама ја не мислам дека ти си управо, заради тоа што на почеток мора да работаш негде за да те виде луѓе. Например, ја Ама после многу 20 години викам. извини, после 20 години не сватив. Зашто, Сега например, да. ја моите први реви, ја, например, ги имам плаќано, па сега сум дошол да, например, у Париз не плаќам, Ја или да не викам плаќам на- у Харбин, да имам свој асистент, Да. да ми е платена авионска карта и слично, но претходно имало и реви кои што јас сум ги плаќал. да, Така да ти мора и да помине период да плаќаш. Мене денеска да ме викне у Њу Јорк, ја пак ќе платим, зашто Њу Јорк не е ново Париз. скалило, да. Да. Ама ти зборам сега на 17-18 години ќе почнуваш, ќе попушташ се тоа, ама после одредено време веќе Да. сите виделе што правиш Да. и пак ти вика, апе знаеш што, ај дојдете ќе ве видат луѓе, па веќе тоа е смешно Да, за некој тоа е точно. Така би требало Да. правилно да расте цената. А Да. во однос на твоите улични свирки кои што ги имаш, доволно заработуваш, да речеме, на месечно ниво? Да. И во Македонија доволно си? Да, особено па во Македонија. Од Навистина? некоја причина, да, од некоја причина, мислам, добро, сега јас баш инвестирам во звучници, во се, за да биде тоа квалитетно. Ако не е квалитетен звучникот, нема ни да те приметат луѓето убаво, нема да знаат како пееш. И се, значи, добро се заработува во Македонија од улична уметност. Колку сега пеачи ќе станат човека? Ляш, Нема да пеат по улици. Не, искрено ќе ти кажам, не им се прави тој ризик да смрзнуваат, например, Неќата. Па тоа е моментот, ризикот. Да, Значи, си сепак има. и ризикот тука вклучува и покрај храброста и лудоста, и ризикот е Да. составен дел на... Земаш ризик ако си лут и храбар, преземаш ризик, тоа е. Да. Така, Дел од ризикуваше. играта, Добро, а кој ве негираше најмногу? Моника, кој те негираше најмногу кога почна да правиш? На TikTok да снимаш видеа, значи кој Сите. прв те викаше? Од дома прво произлегоа сите тие негирања или од околината? Па претежно од дома заради тоа Што ти вика од дома? Мислам, строго, онака баш мајчински, знам како викаат мајките. Не, ја- Кај мене татко ми уште чека да се вработам. Исто и беше кај мене е тоа што и они мислат дека е нормална работа само 8 сати од така. 8 до 4, но не е само тоа нормална работа. Али јас имам кажано дека јас не сум за тоа да станам јас у 6 саато да чекам автобус, да одам и да се врнам у 4 саато. Не, јас работам 24 сати, али работам за мене и работам нешто што сум го сонувала цел живот. А генерално имав доста осуди. Од сите, сега веќе кога сум над сите тие луѓе што се ме осудувале, сега е веќе друго. Сега сите сакат да се у таа моја околина, али многу гледам интерес. Интерес и заради тоа што сподалеку. Само нека гледат. Заради твоите тоа што дома? доста луѓе. Те прифатија готово веќе Сега одобруваат да. или уште викаат дај малце? Не, сега е веќе друго, заради тоа што јас докажа дека сум успеала, дека можам да успеам и дека оваа наша земја што е доста тешко да се издигнеш на некој таков степен, затоа што јас стварно не сум имала никаква поддршка, ниту па сум имала некоја јавна личност што може да ме погурне, да јас почнав во време на корона, буквално кога ништо не функционираше. У најубавото време сите гледавме у телефони. Добро, Идеално да, за интернет. од една страна, да, али Го пак... погодила моментот, значи ете, понекогаш е добро да го погодиш моментот затоа што може некогаш ниту средината е дорасната за тебе, ниту пак е времето, нели? Не, али ја никогаш не сум се секој пронаоѓала у оваа средина и баш тоа што го зборевме,
често се питам дека дали припаѓам тука и уствари мислам дека уопште не припаѓам ни у овај менталитет, ниту оваа Еве и средина. Златко вика, он не припаѓа, тука он у Дубај припаѓа. Скроз! Ја ќе се пензионирам у Дубај или у Монте Карло. Ете, тоа е. Ти кај ќе се пензионираш, Мотика? Не знам. У Дубај може и мене ми одговара тоа. Договорено. Идемо заедно фул ботоксирани на некоја јахта да не лада. Прифатено. Да не лада. Ја у Швајцарија крави ќе мозам. Нема помоди. И пак ќе имаш повише пари, иако веќе се сликамо на јахта, ти у Швајцарија пак ќе имаш на конто повише пари него нас. Добро, Јана, тебе кај да те пензионираме? Зелениково. Кај мене на плац ќе си направам една куќарка, ќе си земам пушка и ќе си да. О мај Има гад, таму- Чекај, него очекува по. Има таму не знам секакви комши. Ќе си земам на Леле. се седнам. И вика, шо, одам денес у лов на комши. Какао? Овој Стојан можда е вкусен. ајде мојче да остем за утре. Ама не бе па ти да не ме закачне, некој ќе си седам, јас кај мене у куќа нема никој да напаѓам и сакам да си правам чоколадни торти таму. Тоа е млекото од Ортите да Швајцарија. не ги украде некој, за тоа е пушката. Готово. Океј. Сега све има логика. Како те текне у пензија на пушка, многу јака работа. Жимите дека. Значи Дубај јахти или Монако, ја ќе мозам крави у Швајцарија, она со пушка у зеленику. Тоа е пензија бе. Нејзин живот Има ли не ме е ни Снежа прави. добар мерак да си седнеш вака со кафенцето И ќе плетам, на да, ајде, 72 добро. години со двоцевката тук. Излегува Стојан. Тагао, има ли повод мерак? Па нема повод. Па више кога си стар свети е Па рамо. реално. Ама ти пак како да живиш у 65, како да немаш 32. Она више пушки разгледа. Ја мислим. Добро. Затоа вика не треба пензиско не. Гледаш, све си речи. Шо ќе ми е пензиско пушка? Шо не сакаш у зелениково? Дај сирење. Дај го небе да ревира. Шо рекет мавање таму? Ми сакаш да ја смениш изјавата, Јана, или остануваш на пушката? Не, пушката не, ја не ќам да смени. Никако, пушка. Добро. Ајде, уште едно да идам. Зали за да си тераш по свое треба да немаш срам или да немаш морал? Не треба да имаш срам. Последен одговара. Ако. Ја мислам дека не треба да имаш срам, не треба да ти биде од ништо срам. Ако ти си среќен и ако знаеш дека ништо не е од тоа што го правиш погрешно, и ако никого не повредуваш, не треба да имаш срам. Сметам дека срамно е денеска да се дужи, срамно е да се позаими пари и да не сакаш да ги вратиш, срамно е да не дадеш плата на време, срамно е да имаш 25 години да живиш уште со твоите, срамно е на 25 да Он има 20, ама нема Срамно е. 25 бе. Чекај ша малце, имаш некој месец. срамно е да Поцеланица ме дома. Срамно е на 30 да имаш 30 години да немаш еден ден работен, туку да Значи тоа е срамно. Стварно? А не е срамно. Не е срамно. Срамно е исто така да имаш женска и да сакаш да ја однесеш кај твоите дома да се додека твоите са у друга спална. Тоа е срамно, а не е срамно. Точно. Добро. Ако ти е прва женска, кај ќе ја носиш? У парк У ли? хотел. У хотел прва женска, знаеш, Јас зборам дека ако имаш 25 или над 25. Добро. Така да сметам дека тоа е срамно, а не е срамно да сакаш да живиш како ти што сакаш, не е срамно да се сликаш гол, не е срамно да изјадеш како што сакаш, не е срамно да носиш бунда, круна, гол да си облечен, сукња, штикли, што год, ништо од тоа не е срамно. Многу други ствари ги праваа да биде срамно. Така, еве, беше прозван. Сега си отидам до. Сега. Се селам и голица се влекам. Ова не е срамота, ова е срамота. Го пушташ Златко и све да се види. Роуст. Гледаш ли? Добро. Јас се согласувам со него со моментот дека е малку срамота во поодминати години младите да седат со нивните. Сега македонците имаат многу голем број на изговори зошто остануваат до подолго за да го зачуваат домаќинството економски, меѓутоа јас мислам дека за да си најдеш цимери во прв стан не е воопшто толку тешко и не е воопшто толку финансиски захтевно, ако сте повеќе луѓе. И мислам дека е повеќе една комфорт зона што си ја прават на Балканот младите и мислам дека тоа малку треба да се
поработи за да се смени можеби. Така, добро. Па Стефан, кажи си сега, живееш со Што да твоите. кажам јас, со моите живеам, со девојка ми кај мене одиме, немам ден работен стаж на 25 години. Што ја да кажам сега? Срам да ти е. Па Срам поарно да ти гол е. да се шетам низ мене се, ама не знам колку усрамено се осет. Не, со се сложувам што кажам, Златко, сериозен сум. Искрено, сега па ако дојдеме до тоа за како да стераш по свое за да успееш, мислам дека Не треба да имаш срам. па еве многу интересна приказна, многу кратко ќе пробам да раскажам. Човекот што го основа Rolex, Ханс, јас сум болен по саати иначе. Човекот у времето кога он го основа Rolex, никој не носи вака саат на рака и он вика саатите ќе се носат на рака, нема да се носат веќе во джеп, синџирче, да. Нема да се носат веќе во джеп, сите го прават будала и он почнува од спортист, до уметник, до сите, да оди по нив. И кога, например, спортистов освојува медаља, му вика, стави го на раката, те молам. Ви му викаат, бегај бе, дружи, шо? Не, те молам, Ролексот на рака, те молам, овој саат е револуција, ова, ќе видиш шо ќе биде. И неколку од тие, он ги убедува да го става. Најбитната работа за тоа што Ролекс е денес Ролекс, е тоа што Ханс немал срам. Значи, додека Патек Филип у тоа време е голем бренд, што испод част му е да натера пливачката која што го препливала маж да стави Патек Филип, не, овој не му е проблем. Он оди трча по неј и вика, молим те, водоотпорниот прв саат стави го на рака. И станува бренд кој што е. Значи, тука е граница негде, не знам. Па има граница затоа што ако си ти ако не ти е срам да бидеш бескрупулозно иновативен, тоа е одлично. Само има некои работи за кои што треба да ти биде срам, ама за ова не. Значи реално, ама види, па сега ги гледаме така пошто го знаеме што е Rolex. У тоа време за општа иновативност, значи за идеи, у тоа време за само тие работи. тој верува во својата иновација, никој друг не верува. Значи за иновации, за такви работи стварно не треба да ти биде срам, не треба да ти биде срам да измислуваш нови работи, не треба да ти биде срам да споделуваш нови идеи, за тие работи не смее да ти биде срам. Срамота е, значи, се знае, да се лаже, да се краде, да се повредуваат други луѓе од другите работи. За да бидеш успешен, мораш да го пребродиш тој срам или трема од нови ствари. Не е битно што ќе кажа другите, или што ќе каже комшиката, или што ќе каже, не знам, фамилијата, заради тоа што они не ме разбирале, можеби мене кој сум бил помлад, и они да немале срам или односно да биле храбри, они би били исто успешни како јас што сум денес. Сега јас сум успешен, тоа е тоа, ама јас сум верувал во себе. И тебе те негира, дали тоа посебно од семејството е да речеме на некој начин дека тие сакаат да не заштитат, па не викаат немој, некако да не заштитат од разочарувањето, кое што можеби ќе го доживееме, или едноставно не веруваат во нас? Што е повеќе тука? И ја, заради тоа што сум дизајнер и заради тоа што се бавим со јавна професија, морам да кажем дека секогаш дома постоело притисок дека ја мора да завршим факултет, зашто и секој завршува факултет. Јас сум рекол дека не, ја не сакам да завршим факултет, вие на мене дајте ми ги парите што сте ги одвоиле за мене како ваше дете, да ја идем на факултет за да ги вложим ја у бизнис. Тоа е прво, на нив тоа не им било јасно, но јас сум победил со мојата упорност, сум ги убедил дека јас сум управо, денеска и сум покажал со дела дека сум управо, а од друга страна имало секогаш у фамилија некој кој што верува и не верува. Например, кај мене дома секогаш бил татко ми тој што не сакал да се бавим со ова, туку му било страно како ја ќе успеам у Македонија со ова, а од друга страна мајка ми секогаш била жена што ти дава ветер у леѓа и која што сете поддржува и која што секогаш ми изборила дека ти ќе успееш, ти ќе бидеш звезда, ти ќе бидеш некој нешто, ти ќе успееш во светот, што е светот, тоа е само една авионска карта и ќе стигнеш тамо, ако многу се трудиш ќе успееш, така да е многу битно од дома воспитувањето, е многу битно да имате од родителите многу голема поддршка, од друга страна мајка ми е лав хороскоп исто како мене, така да и може затоа исто се разбирамо. Мислим смо на исти левел. Одлично, Јана, кај тебе како е? Ти имаше поддршка или имаше негирање во однос на твоите блиски? И не блиското семејство и да речеме родините, пријателите? Поделени беа, највеќе од страна, мислам, поделени. Никој не ми рекол не смееш ова да го правиш. Меѓутоа најмногу поддршка сум имала од мајка ми, искрено. Во поглед на начинот на кој што јас сум решила да стигнам до нешто што сакам да стигнам. Значи, повеќето луѓе што ми се од најблиски или од најблиско семејство, мислат дека треба да имам работа. Мислам, тоа им мислат така, нели, јас нема што да им оспорувам, ама
некако се зачувствувам како да со текот на годините нели растеш и се тоа и они мислат дека сум повеќе право нормално затоа што постари. Ама јас имам едноставно различен мозок од нив за тие некои работи, различно си ги гледам работите и мајка ми затоа најмногу ме разбира. И многу ме поддржувала, мислам, ми била многу голема морална поддршка во секој момент кога сум правела дури глупи избори врз основа на нечиви мислења биле тие глупи избори, тоа биле уствари ризици што сум ги правела за да стигнам до одредена. Меѓутоа, твојата работа, да речеме, е многу ризична. Мислам, ако ја гледаш вака, затоа што да свириш на улица како, нели, уличен забавувач или улична уметница, како и да се вика тоа, затоа што не сакам, нели, да понижам во однос на самата терминологија. Сепак, значи, си надвор, си изложена на разни луѓе. Од друга страна, нели, обично кога луѓето свират на улица ги сметаат како некои кои што нема каде на друго место, нели, дека обично нема ниту живеалиште, дека ете тоа му е последен избор. Во суштина не му е тоа избор, туку тоа едноставно мора да го прави за да заработува за живот. Но ти си имала избор, зошто си го направила тоа? Па, јас свирав во клубови во кафулиња на секаде и истовремено почнав да свирам и надвор. Првин почнав да свирам надвор затоа што со пријатели решивме да одиме низ Европа и да видиме како ќе не восприеме народот таму. И тоа беше многу позитивно искуство. Го направивме и тоа аутостоп фул со стопирање. Низ цела Европа. Не ти беше страф. Па не бев сама. Бев со другарми. И ти од дома те како те пушти? Боже, па мајка ми ќе ме ме пушти. врзе вака за радиатор, ќе рече седи тука не мрдај. Мајка ми ме пушти, имав 20 години, не бев многу мала. Баш кај што имаше она отприлика увид каков тип на карактер сум, дека повеќе ќе се исплаши возачот од мене него ли јас од возачот, така што немаше проблем. Ама не изгледаш толку страшно сите изјави кои што ги кажа. Да. А вака не изгледа Ама страшно. не, па добро сега јас со Испод ми да вас. се иставира. Ама добро се зафркаваш. Ме видела жената во секакви светла. Така што сакам да кажам, има дел од мене што е малку така по превише бунтовнички настроен. Да не го видиме во емисија, ако може. Нема ни зошто. Нема ни зошто, тоа треба ептен нешто да кој знае колку некој, мислам, безобразен и безобзиран за да дојде до таква нешто, така што нема ни зошто да види било кој. И така жената значи ме пушти, отидов месец дена низ Европа и после си продолжив да си правам свирки, правевме некои представи меѓу време и така имав период каде што бев први години ми беа самостално живење, малку бев наивна и некои луѓе знаат да го искористат моментот дека си за искочен од дома, го користат станот за седење. Така. Ти мислиш да ти доаѓаат така другарчиња се другарчињата се они стварите дошто да ги трошат парите. И дојдов до тој момент кај што јас работев едното и другото и надвор и кафичи за да си скомпензирам за тоа што ми се изгубило во тие пола година додека сум мислела дека ми се тие некои луѓе друг. Доаѓаат си седат кај тебе и ти ги трошат твоите ствари, све ти јадат од фриџидер. Ма не само што ми јадат, јас зборам начинот на живот, значи имало моменти ми крадале од джеп, ме разбираш, од јакна. Тоа на пушка сака да купи. Па сега се ни е јасно. Овакви година дена. од јакна. Ја веќе ќе имав купено пушката, нема за пензија да. Не ми треба сега, али да. Знаеш, јас зашто што живеам со моите, кои ќе ме крадат? Ако украде некој, знам дека се они, тоа е. Што ќе им правиш? Не, ама сериозно, ради тоа почнав почесто да искачам во Скопје да пробувам да свирам и сватив дека уствари чекај малцове подобро од кафичи, затоа што свирам помалку сати, а тоа време 2011-12 некако и повеќе заработувавме надвор, затоа што имаше убави звучници се. И така си се решив да го правам тоа. И Одлично, чекај само Моника да ја прашам, кај тебе ти доаѓаат на поседок во станот така да ти доаѓа некој да ти заседне. Не пушташ ти. Не пуштам. Мислам, пуштам тие што јас сакам да ги пуштам и што знам дека нема да ме крадат. Тазе на 20 години многу знаеш, се викаш овие фини си. Ема и она има 23, затоа да ја посоветуваш. Она е попаметна. Во суштина не сум била никогаш наивна у било која ситуација, така да ни за другарства или пријателства некој. Мене се што не ми одговара, јас го тргнам на страна уште пред да почне. Так, си заклучуваш, нема. Да, многу брзо можам да ги проценам луѓето какви намери имат спрема мене
и заради тоа ги тргнам и пред да успеат у некоја намера. Отвараш вратата уште на праг да проценуваш. Чекај да ти Не влегуј ти. Селектирам. Затварај му вратата. Добро, добро. Селекција мора да се прави, бидејќи мислам дека не е секој достоен да се дружи со мене. Така, убаво кажано. Да одиме малку на реклами и се враќаме да продолжиме. Само нека прозвучи нешто конкретно. Ајде се вративме. Одморивте ли? Да. Те молам, Стефан, да ги преброиш кашкавалчињата да видим дали некој земал. Значи не земав јас сигурно. Ама ги пратев помалку. Ама Моника изела едно, признај. Не. Добро. Добро е сега. Значи разглобивме се што разглобивме во првиот дел, ама ајде да ве прашам како се чувствувате кога ќе видите дека некој, знаете дека е помалку квалификуван од вас, знаете дека помалку го бива, меѓутоа да речеме ја добива или работата или тоа кое што вие постојано го посакувате и за кое стварно сте се бореле. Она да го гледаш и да викаш како бе он добија, јас не, а во суштина нели е помалку вреден Нема од вас. поубаво моментот тој. Нема помалку вредни луѓе. Има. Како нема? Не мислам дека е тоа така, не мислам дека тие луѓе се помалку вредни. Не помалку вредни, ама помалку квалитетни од Да. тебе. Тоа да, ама знаеш тоа па и нема толку врска со кај стигнуваш. Не се они криви. Прво и основно за тоа и не треба мислам да се сваќа тоа лично, ниту пак на тие луѓе да им се гледа со презир или било како. Не ги гледаме со презир, јас Да. зборев за лично дека најубавиот лично. момент што може да ми се случи е тоа. Кој е? Да се случи да видам дека некој што јас сметам дека не е квалитетен колку мене добива нешто што јас работам на тоа да го Така. добијам и не го добивам. Значи ја ќе се дупнам од работа фазла сега, повеќе ќе работам. Така, ма не ти Тоа е е- криво или викаш аман, што сум сгрешил ја на универзумот, па Во ми... првите 5 секунди да, ама после тоа викаш, окей, те разбрав. Топ. Значи да се убиеш ти од работа. Да, нема појак мотор од тоа. Значи ако ти е се уреду, стај си камче у патиката да те жулја. Значи имам јас поговорки, за тебе ми се специјални, поговорките се врзани на темата, ајде да видиме како ќе ги протолкуваме, затоа што нели тие и цитати и народни мудрости понекогаш важат, ама понекогаш немаат благе вези. Кај тебе Јана се, можеш да се извлечеш едно и подели им на останатите тројца. Тебе Стефан, земи си едно и дај му на не ги читај. Не, само едно си избрав. Ајде. Нема да ја кажам, јас таму, пушката. Немој да пушката да ја вадиш. Твоето последно да биде. Не, јас од тука Еве ти тебе едни, ама мислам дека ќе остане. Еве и на за Стефан Смеам да остана. Сега дајте му само и на Стефан, еве остана Стефан едно. Чекај, ја Од тие го добрите, ете и од тоа. од тука што правам? Тоа после Разбрав за тебе задачката. Ајде да видиме прво Јана, да видиме што имаше во твојата поговорка. Ајде Јана. Секогаш кога многумина ќе те пофалат, посомневај се во себе. Кој ја смислим? Ова е малку небулозно. Сметам дека ако сите те фалат, без никој да се пожали, тоа би значило дека ти нешто си направил за они да се плашат или за да бидат заслепени. Мора да имаат луѓето различни мислења. За нешто, за што и да е. Не може сите да се хомогена маса. Мора да има некој индивидуализам, ова е малку хитлерски. Како ти си го протолкувала така? Тоа ми е бит. Да, па така го гледам, ета. Нека не биде многумина, нека биде сите, за да држи малку поише вода, мислам дека. Али, да, интересно. Добро. Океј, ајде Моника, кај тебе шо вика? Катастрофа. Шо вика катастрофа? Високото дрво и чевките го серат. Доста мудра. Дај посеќи. Ајде кажи. Баш кај мене. Треба ли да го протолкувам? Не, па треба да го протолкуваш, да. Искрено немам појма што би значило. Не, као оноа кој високо лета, нешто поврзано со таа поговорка. Како дека не треба многу да се преценуваш, не треба многу да... У таа смисла, нешто јас го разбирам, ако грешам, нека ми исправе некој. Ако грешам, нека изгорам. Да. Така викаат. Добро. Кај мене е поговорката, фалбата е рџја. Јас сметам дека ова е
ужас и катастрофа. Сметам дека јас сум лав хороскоп и нормално дека фалбата не е рđe туку ако не се пофалиш сам себе си, кој сакаш да те пофали. Ја излече, ама како ова е местено стоп. И сметам дека јас како лав хороскоп секоја реченица сакам да ја почнем со ја, така да фалбата не е рđa, фалите се, ако не сами себе, онда фалите ги другите, но прво сами себе. Добро, одлично. Сакаш ти со чавките, со високото дрво, чавките го серат или? Да толкувам. Да ја толкуваш. Ја како експерт за поговорки. Да. Не бе, мојата ќе си ја прочитам. Ајде. Уста краси, уста гнаси. Па нема појако. Значи, ти се случило некојаш да видиш некој и го гледаш колку ти е убав и кој ти прозборе. Значи и плюс многу има и на други исто со јазикот треба, значи малку мозокот треба да биде побрз од јазикот, не обратно, пошто така може да те згнаси ако јазикот е побрз од мозокот. И егото треба да биде помало од мозокот, а душата треба да биде најголема од сите три според мене. Мозокот, душата па егото. Или пак душата, мозокот па егото. Ама ја според мене мозокот па душата па егото. Така треба да бидат Се наместени. договори? Да. Чекай. Ај сега има Стефан како експерт за поговорки, тука му напишавме 2, 4, 5, кои што ќе треба да ги протолкуваш и да ги кажеш по свое. Ајде, Сакаш да ги Стефане. почитам прво како што се? Ти како ќе одлучиш играш по свои правила, господине Па вика Стефан, вака, така ни е убавиот темата. збор и свињите ги јадат, попаметниот не е дома и глувците оровијат, кој рано рани, железни врати му отвара и кога мачката не е дома попушта. Значи, ова е на ниво на, не знам, ова е Шекспир реално. Кога мачката не е дома попушта. Кога мачката не е дома, попушта. Значи, Кенди, можете, моите драги пријатели, ви доделуваат и витамини. Сега, Стефан, ова е многу битно за тебе. Значи, кога ќе почнеш да вежбаш, ова ќе си се намачка за полесно да ти помине во спалението. сакојниците ме болат и Да, без ако да ти помине во спалението. Повели, Thank ги you. имате и вие сите, и да вежбате и да не вежбате. А кашкавалчињата од осоговски млечни производи, е не ги таму, а овде има... Поминај. Остај ти со Ги гледам цела вежбањата. емисија. Еве имаш и сиренце и некој слушај, има? овде ќе запишуваш по колку грама јадеш. Значи, 100 грама денеска, 10 сирење, да знаеш. Ето, тука си имаш све, имате и вие, повелете. Thank you. Имам, ти знаеш да готвиш? Да. Да? Па, дебел кувар, најдобар кувар што збори. Така ли? Добро. Ја кога готвам, го рендам моторот од фрижидерот унатре, се става. Нема повкусно, еднаш го јадеш и никога. Таму Моника не ќе да готви, ама верувај дека овие се толку многу лесни за готвење, само додаваш млеко и јајца, значи веднаш ти е мафина. готово. Тоа можам да го Тоа можеш да Не е готвиш, да, проблем. мафини, долчела, значи стварно многу брзо и тие што не знаат да готват, успеваат да ги сготват и најбитната работа. Сега не знам колку тука Златко ќе се сложи дека изгледот не е важен, важна е содржината, значи и колачето не е битно како изгледа, ама битно е да биде вкусно. Златко, ти шо викаш? Битно? Ја, кој станува збор за храна, прво јадем со очи, па после пробуем, така да мене ми е битно како тоа изгледа и како е Твоето колаче ти убаво да го направиш, да го сликнеш и да ни го пратиш. Договорено. А ти- Не, ако има тамо 4, мислам дека се у кутијата, вајда, таман ваш ќе ве викнем, ја моето нема да го јадем, тебе ти го давам. Ајде, договорени Ја на сме. своите кулинарски способности не си верувам. Фала ти многу. Ама верувам една долчела, затоа што ова е проверен рецепт. Овие за тие таквите, знаеш, Готово. кои што не Дел. веруваат, значи проверен рецепт. И да во не микро мора. се прави тоа. И во Супер. микро, све Можеш знаеш. и во Да. микро. Имам сега тука за вас ваучери. Значи, ананас клик бумтрас, ќе си кликнете, имате... Моите спонзори еве ги чекам. Кодот да не се види. Кодот да не се види. Никако Значи, не, повели, кодот значи си го... Тоа SM10, не Фала. треш. Да, со кодот имате попуст, имате ваучер од Mint, од нив ќе си добиете од Mint Fintech групацијата, имате тука едно подароче, ќе си го отворите, ќе си го видите, па ќе си што е, видиш. сега го Ова е за држам. осигурување ваучер. Добро. А овдека ќе провериш што имаш. Сега Отвори ќе си, проверам види си, што. сите ги имате, значи тие ваучери. Фала. Имате Чекай ли сега да посреќен видам. гостин која му дадате од мене вакви работи? Ја најсреќен сум од сите. Ти си најсреќен, да. Значи, тука имате од Urban Life MK 25% попуст, урбана опрема. Ќе си добиеш и ова. Битната работа. Sara Fashion Home. Значи, за сите вас имаат различни подароци. Можете да проверите таму што све имате добиено.
да си проверите, Sara Fashion Home, значи дел од декорацијата се од нив, а на тебе ти подаруваат види како пешкирче. Ова е за во теретана. Да знаеш. Што си добил ти за Нова година имаме шолја подари? за чај или за кафе, Тоа сум- преубај. Ја многу ми се радувам на сите новогодишни моменти, односно на вакви новогодишни украси. Така да, фала Sara Fashion Home. Многу убаво мирисе свекичата. Еве свекички, дали сме тоа ти е за станот, да знаеш, за окупатила све сме да испланирале. Таман. Гледаш ли све? Оклопува ми се таман и бојата. Абе, све знаеме како треба, еве, кој ќе дојдеме на поседок кај тебе да Со знаеш. моите колачи и со твоето чергиче ќе ги пречекамо. Нема проблем. Добро. И сега овде ви давам еден ваучер. Ова е се вика хипербарична комора, значи дишете чист кислород, добивате ваучер од 100 евра за да си го искористите, значи за добро здравје. Повели. Јас сум од Велес 1000 евра треба ваучер за да се надишам За да ја. се надишаш воздух, така да велете имате железо. да. Ви треба значи и на пеачите, буквално нели за сите оние кои што работат долго време и се чувствуваат изморени, хипербарична комора, значи ќе ви помогне дишате чист кислород, значи вашиот личен како се вика тоа, здив на здравје? Да, Како не, иде тоа, тоа? Inhale, body, Inhale, Inhale, тоа. Добро. Знаете ли вие колку вредите? Да. Колку вредиш ја? Многу. Многу? Да. Добро. Колку вредиш ти, Моника? Не можам да проценам. Во која мерна единица вие одредите си ја мерната единица? Але вака секогаш прави, значи го пушта на и готово, крајот. вака седно е. Не знам. Не сум ја одавде. Прашав, ја тука постои прашање. Која е мерната единица? Каролина, знаеш колку вредам. Знаеш колку време. А, добро. Сепак ништо не ти значи. Добро. Моника, којата вредност, не дали е вредноста да речеме во однос на фоловерсите, вредноста во однос на тоа што си создала, вредноста на тоа каква личност си, не знам, некој вредноста ја... Да, вредноста на човекот е тоа што го има позади себе створено и се тоа. Али ја како што кажа сум голем нарцис и затоа мислам дека мојата вредност е многу голема и мислам дека и луѓето што се околу мене ќе се согласат со тоа што јас ќе го кажам. Добро. Се согласуваме ли? Ние сме околу неа. Ајде да гласамо. Селаците. Да, на нас мислиш. Знаеш зашто така кажав како од пушка? Да, затоа што имам впечаток дека луѓето воопшто не се самокритични, а јас сум ужасно самокритична. Прв критичар сум си на себе, значи страшно е тоа. И кога ќе видам колку не ги интересира квалитет, не ги интересира за животов, едноставно не навлагаат во работите, немаат страст за работење на работите. Знам дека сум многу посветена што и да земам да работам и заради тоа, така го кажав, толку самоуверено. Добро, одлично. Ти, Стефан, знаеш ли колку вредиш? Ти вредиш колку? Ајде. Вие глумците знаете, не, вашата вредност може да се измери. Да. Многу може да се измери. Да, само на пример е ако смењето го продолжува животот, јас сум најсреќен кога барем еден човек ќе насмеам денот и мислам дека тоа е нешто што вреди, затоа ама мислам дека многу ми е рано да зборуваме за било каква вредност, можеби кој ќе подостарам ја малку и ти ќе седиш вака тука и ќе правиме уште муавет. Мислам дека тоа ќе можам да ти го одговорам прашањето. Уште кажи? Да, само погласно ќе зборувам. Да. Има некои нови деца што ќе викам, што разбираат они веќе. Сакав да кажам дека вредноста на глумците се мери нели по аплаузот и по полните сали, тоа е многу многу мерлива единица. И замериво колку години и колку си на сцената. А, така, Значи за 20 сега аплаузот години. може би да е многу голем, ама ако тебе после тоа не го оправдаш пак и пак, Убаво кажано. толку. Ја мислам дека имаш доста кредибилитет, не треба да си толку скромен. Па не, добро, за Скромноста е кредибилитет, вредност. Да, ама... За да не. За добро кредибилитет е сосема друга работа и плюс јас сум од фела кај што има многу голема хиерархија. Не можам на пример јас да се донесам до позиција кај што кај што кредибилитетот ќе ми биде повисок од некој кој што е многу подолго од мене, направил многу повеќе од мене. Фино е тоа јас да си го имам во себе како драйв дека ќе еден ден ќе го стигнам, ќе го престигнам, не знам и џамбас и така натаму, ама едноставно не смеам да си дозволам да мојата емисија изгледа по набилдено да прескокнуваш скали. Да, апсолутно. Тебе те прашав колку вредиш. Ајде на крај. Јас си чутим од фреска, оставете 6,5 милиона. Околу
околу мене многу скромни гости. Не, се скромен мојот одговор. Се шалим. Јас сметам дека ја како ја вредим сигурно не у паре, него у сафири, у диаманти, у злато. Види, мене ме крстиле златко, ме. Значи, кој сум се родил, знаеле дека че сум златко дете. Ти не си човек, ти си злато. Нормално. Така да, ја сарно мислам дека вредим у сафири, у диаманти, што год. А од друга страна, за мене како човек и за мене како дизајнер многу вреди кога ќе видим насмејана жена, односно жена која што го носи мојот фустан и е среќна и задоволна, и пред све сум многу среќен и за мене тоа многу вреди кој ќе видим дека на една жена е големена самодовербата бар тој ден кој го носи мојот фустан. Значи тоа мене стварно ми е баш вау. Одлично кажано, добро. Кој ќе ми одјави емисијата, воедно да ги поздрави гостите. Ама да им кажеш и на гостите по нешто, да заклучиш и на водителката да ја кажеш и да ги поздравиме и да им кажеме пријатно и така. Ајде. Океј, значи за почеток прво сакам да одјавам емисијата за да завршам со гледачите. Фала ви многу што не гледавте. Вие фала ви многу што ни бевте гости, а Снеже ти како водителка и цела продукција, дојдете кој сакате бе. Дојдете кој сакате, ела симнете се доле. Кој сакате еден по еден. Еве, толку имам да ви кажам. Ај, сестра ми пцуе бе. Се гледаме, чао! Немам појако. Фала ви, дечки, фала ви, ја уживам.